Локалната самоуправа денеска ја одржа свечената седница по повод 9 ноември, денот на ослободување на градот. Во годината кога славиме 70 години слободен Велес, им се поклонуваме на оние кои се изборија за слободата, истакна градоначалникот Чадиев, кој потенцираше дека во изминатиот период интензивно се работи на визијата за еден поубав Велес. Имајќи поддршката на Советот на општина Велес и на владата на Република Македонија, успеавме во намерата после неколку децении во Велес да се реализира првата странска директна инвестиција. Германската компанија Маркарт интензивно ја гради својата фабрика во ново формираната индустријска зона Каластари. Во правец на економскиот развој на општината е и продажбата на останатите плацови, какви и веќе преземените активности за оформување на новата индустријска зона на Муччево. Посебно ме прави горд што оваа година беше пуштена во употреба и новата театарска зграда во Велес. Градот доби еден од најсовремените фудбалски терени не само во државата, туку и пошироко. На денешната седница беа наградени сите оние кои во својот живот или во последната година биле достојни промотори на градот и работеле за неговото воздигнување. Наградата за животно дело Гемиджи оваа година ја поделија актерот и директор на Велешки театар Јордан Витанов и невропсихијатарот Јордан Јовев. Воедно сакам да упатам апел до моите сограѓани, никогаш да не ги заборават своите корени и својот град, да му помогнеме, да ги вложиме, како што реков на проект нашиот театар, сите наши дарби во развојот и днината просперитетот на нашиот град, затоа што друг град немаме, тој ни е единствен Велес. Пофалници 9 ноември денеска им беа доделени на хроничарот Љупчо Данов и музичарот Петре Штериов. Благодарниците пак оваа година им припаднаа на локалната библиотека Гоце Делчев и компанијата Хемомак Пестициди. Невисокото општинско признание спомен плакета 9 ноември денеска им беше врачено на Министерката за култура и нејзиниот заменик Елизабета Канчевска-Милевска и Драган Неделковиќ, како и на ансамблот Керамичар. Наградата 9 ноември е потик повеќе и во иднина со поддршка на владата на Република Македонија и се разбира со вашата поддршка да продолжиме со посветеност, енергија и љубов да го напредуваме развојот на сите сегменти од културното живење на градот Велес. На денешната свечена седница беше доделена и актерската награда за животно дело Петре Прличко, која за прв пат оди во рацете на актер од Велешки театар. Александар Ѓоргиев и денеска ја изрази благодарноста за најдобрата, како што вели, велешка публика. Посебно ми е драго што ова награда го носи името на мојот драг пријател, соработник со кој што заедно еден известен период игравме неколку представи, од кого што многу научив како за занаетот, да речем, за струката, така и за организација на театарот воопшто. Во рамки на програмата настапи кларинетистот Благој Ламјов, а во чест на добитникот на актерската награда, дел од актерите од Велешки театар одиграа сегмент од представата Шашардисани времиња.